Помина речиси 5-6 години, кога така да речам последен пат прошетав низ Демихисарската регија, поточно речено кога во 2017 господово лето за Илинден како дел од Маврошко-Кичевската конјаница не пречекаа демихисарци и не испратија во правец на Крушево, во правец кон Мечкин камен. Ете како што вели народот, Господ милувал Демихисарскава регија повторно да ја посетам, но овој пат по покана на Благојче Трајчевски да направам документарен запис и за селото Боишта, за да ги надополнам моите досегашни сознанија за етнокултурните и историчките знаменитости за ова село, за чие село устните преданија, легендите, митовите, материјалните артефакти, пишаните документи датираат речиси од давничко време, старо-македонско, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешново наше современие, кои се дел од парчево земја, кое со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее овде, македонски и е дел од секупната историја на Македонија. Иако со години крстарам низ Демихисарско, така да речам никако не му доаѓаше редот за ова населено место да направам и за него документарен запис. Една стара народна поговорка вели: не кога сакаме ние, туку кога Господ ќе го каже тоа. И навистина така и видна. На вториот ден од Божик, ова 2023 во господово лето, рано, можне рано, ми зазвони мојот телефон и како и секогаш кога некој ме бара преку телефон, ја крена слушалката, а од другата страна, така народно да се изразам, на телефонската жица слушнав еден непознат глас кој ми велеше: "Добро утро, Зоране, како си? Да не те разбуди?" ме праша. "Добро утро," му одговорив. "Буден сум, одамна сум буден," додадов. Овдека Благојче Трајчевски, туку јас така порано, знаеш, поселски се јавувам, имам една молба да те замолам, ако можеш да дојдеш во Демихисаров наш насушен, да дојдеш во моево родно село Боишта, да направиш едно убаво слико и за моево родно место. "Што велиш?" ми довикна преку телефонската жица. Слушај вака да ти кажам. Со ние цум деновиве повторно да прошетам низ Демихисарскава регија, па убаво би било да го посетам твоево родно село и за него да направам едно убаво слико, малку на повисок глас, на шега јас му подвикнав. "Ете сега кандисај се, јас својата си го кажав, сега оставам на тебе," ми рече. "Туку кажи ми кого да дојдам," го подсетив. "На Свети Атанасиј Зимен имаме голема прослава, голем народ се збира, слава му е на манастирчето наше," ми рече. "Бива, што велиш?" ми подвикна. "Бива како не бива," му реков. "Ти само дојди до Демихисар, а јас ќе ми те пречекам и се ќе ти организирам, иш да не му се секираш," ми велеше Благојче Трајчевски. За селото Боишта тргнав во попладневните сати ден пред Свети Атанасиј Зимен, за да стасам навреме, што се вели, да се видам со селаните од ова село, а тие да ми ги раскажат многуте приказни за нивното родно место, чии приказни се пренесуваат од колено на колено низ вековите, со надеж дека помеѓу помладите, по раѓање или по потекло од ова село, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот, каде што во вечерните сати конакував кај мојот дугогодишен пријател Гоце Трпчевски во Демихисарско, попознат по прекарот Тито, во неговото родно село, селото Сладујево. Почитувани мои, овој мој стар олтајмер.
кој што многу пати во моите документарни записи го споменувам. Од марката Камазот, руска машина, кој што со мене ме прати скоро 20 кусур години, да знае да зборува каде се тој бил, каде тој се поминал. Ете како што напомнав, денеска сум тука на гости кај мојот пријател Тито, односно Гоце Трпчевски, кој што е познат во Демихисарско по прекарот Тито, кај него да го видам дали е тука. О, Тито бе, тука си! Да му викнам уште еднаш. Тито, тука си бе! Ајде, Павели! Здраво, пријателе! Здраво, добар ден! Примаш гости? Ај, како не. Откако преноќив кај мојот пријател Гоце Трпчевски Тито, рано во зорите, кај крстосницата Демихисар Кучево, ме чекаше мојот пријател Благојке Трајчевски, заедно со неговиот соселанец Трајан Талевски и неговиот пријател Цане Трајковски, со неговата сопруга Јасмина Трајковска, по потекло од селото Крушеица. Откако се споривме здравоживо, тргнавме по 16 километарската делнича Демихисар Кичево во правец на селото Боишта и по речиси 30 минути народски кажано лагана вожња стасавме во селото Боишта, најсетне пред манастира Свети Атанасије, и откако и со манастирскиот одбор се рековме здравоживо и откако малку се стопливме околу разгорениот и усветен од жарта стариот манастирскиот железовојничко буре, направен и оставен од воените виори пампур на овие простори, и малнавме по 2-3 чашиња греена боишка сливова ракија. Јас сум Трајан Талевски, роден во ова село. Моментално живеам пред 40 години во Ресен, каде и таму работам. А татко ми Вангел се играше, мајка ми Славка. Колку куќи имаше селото порано? Во времето село броеше околу 80 куќи. Колку браќа и сестри сте вие во фамилија? Сестри во фамилија сме 6 сестри и јас. Така. Кој му се соседни села на селото Боишта? Соседни села на село Боишта се Смилево, Церово, Вирово, Лесково. Тие се најблиски села во Атаров. На селото Боишта. Да. Како се викат овие виканите места овдека во селово? Виканите места имат многу. Позади нас Коптанија, долу Норниче, ваму Рудина према планинава. Колку мала има село? Мала селото има 4 мала. Терзиовци, Горномалци, Богдановци и Велјанчевци. Да. Колку е оддалечено од Демихисар, од градот Демихисар? Од Демихисар оддалечено од некаде околу 25 километри. Од што луѓето порано овде живеа? Што во ова село се работеше? Што овдека овие ниви, овие планинчина рајга, што се вика? Овие што гледаме наоколу, ова све беше житарица, имаше, тутун се садеше, со дрводелие се расправаше народот. Имаше ли училиште овдека во селото? Имаше училиште до 4-то одделение. Како се викаше училиштето? Училиштето се викаше Климент Охридски. Колку ученици бевте во твоето одделение? Ученици во моје знаење, во 4-то одделение бевме ние 16 ученици, а од 1 до 4 имаше преку 60 ученици. А како ти се викаше даскало, што те научи да читаш, да пишуваш, да Борија соби? Нечовски, тој беше наставникот од Слепче соседние село. Строг беше или праведен? Па рече си строг беше и напати имаваше. Да. Така. Ова сега да те прашам. Овде како ќе дојдиш, рече дека пред 40 години си заменет од селово, така, во Ресен. Кога ти се радува душата повеќе кога ќе дојдиш овдека во Боишта или ти тако кога треба да се замениш? Па речи си родниот крај ми е овде, ме влечит нормално.
Сакам да дојдам во секој време. Вот условите и работите не дозволуваат почесто така да се иде. Каде се наоѓа денеска бојшчанци, кај се раселени низ Македонија и надвор од Македонија? Бојштани се иселени, бојштанец може да најдеш во цел света. Има во Австралија, има по Америките, по скандинавски земји имат. Иначе предежно оде во Македонија иселени се Демирхисарските села, Демирхиса, Битолскиот крај, Грото се иселени. Инаку овдека во времето имате ли црква, селска црква овдека? Црква, имаме црква да се вика Свети Ѓорѓије. Има црква од секој пат од кој е создадено и селото. Која му е летна слава на боишта? Летна слава овде на боишта му е Ѓурѓевден, а зимски слави се пола село Свети Ѓорѓија, пола село Свети Никола, кои беа зимски слави. Ти си релативно млад човек, меѓутоа може да се присетиш пред едно 50 на години кога беше млад, како беше во боишта за Велиден, за Божик, за Ѓурѓовден, за Свети Атанасија, срцевото беше полно со народ. Беше многу весело, срцевото беше полно со млади музики, имаше оркестар од селово и беше весело стално за секој празници ова. Така. Тука до тебе се наоѓа еден твој пријател, да ми се представиш? Јас сум Цане Трајковски, роден во село Крушевица, Прилепско, Мариово. Али моментално сум со другари овие и со ними сум дојден оде во боишта. Имам претходно идено, поќе пати, ми е тоа познато селото, али не знам кога, како дотира, што дотира, али имам идено во селото. Што е тоа што те влечи да крста низ овие убавини македонски и поседаш? Влечи затоа што јас сум роден во такви села, планински села и покрај пријателите сакам и јас да се дружам во такви села, да движам, ме интересира, сакам да запознам такви села. Кој е ова побаво село? Крушејца? Секој ќе си офали своето огниште, нашето село мислам дека поубаво, ама ли ова е убаво планинско село, Себорет е, само што е запуштено, што нема народ, кај нас се уште има троа поќе жители. До тебе се наоѓа и Сопругата. твоето име? Јасмина Трајковска. Така, ти си родом? Родом сум од Горно Дупени, Преспа. Сега вака, родена си во селото Горно Дупени, Преспанско, мажена си за Мариовец. За Мариово. Кој е поубав крај Мариовскиот или Преспанскиот? По мое, секој како што е родното место го влечи. Секој го е за поубаво родното место. Кога патувате со вашиот сопруг низ овие убави предели во Македонија, кој регион вака би го одбрале, да речем, Илинска планина, Плакенска, Галичица, Преспанското езеро? Преспанското езеро, Галичица, Пелистер, најубави места има секаде. Што е тоа што вашиот сопруг која е мотивацијата да патувате, што се вика? Да видиме места, убаво е да видиш, да прошеташ. Кога ќе се вратиш во градот во Ресен, на твоите соседки, тука пријателки, што им говориш? Дали им велиш, бе дојдете да видите што е убавина? Му велам да видат, да прошетат, нормално. Кога последен пат сте биле во Мариово, во родното место на вашиот сопруг? Пред 2 месеци. Так. Колку? Стално, редовно си одиме, посетуваме. Кога патувам низ нашиве заборавени села, многу пати гледам на Митревци куќата падната. На Петревци авлијата и куќата во фаза на паѓање. Многу ми навелат, ако ја чуваш родната куќа, пај ќе појдиш да се вратиш. Малце едно провокативно прашање, во Крушејца твојата родна куќа постои? Постои, да. И се уште собираме сили да одржаваме. Јас, брат ми, сестра ми, сите заеднички собираме сили да одржаваме, нагледуваме нешто во распаѓање, обновуваме, додека можеме да одржаваме, да можеме да си појдеме таму, да си преспиеме, да си поседиме, да се поправиме муваве за детските денови кои сме имале и така. Овде до нас се наоѓа и еден ваш соселанец, да ми се представиш? Благој Четрајчевски, од фамилија Иличковци ќе речеме, така не вика на куќа. Јас сум тука роден, во село во Боишта. Тука сум пораснал
и сега моментално живеам во Ресен. 36 години живеам во Ресен. И ме влечи родниот крај и затоа сум дојден тука. Кога ќе прочиташ низ селово, кога ќе прочиташ низ овие сокачина и патчина, кога ќе дојдеш во сред селото, кога ќе дојдеш овдека пред оваа стара чешма, може ли малку да се присетиш како изгледаше твоето детство, кога беше млад, кога беше дете? Моментално сега ми се плачи што се вели, како испадна селово вака, во оваа состојба сега како што е, а во мое време беше живо селото, имаше луѓе, народ, деца. Кога имаше повеќе почитување кон старите? Во твое време или денеска? Почитување се разбира во мое време. Ги почитувавме по старите, почитување имавме према по старите и Може ли да се сетиш во твоето семејство татко ти и мајка ти, дедо ти, баба ти, што стока чува? Колку имавте овци, кози, колку... Јас како што паметам снимале овци, али јас толку не стигнав тие работи. Се занимававме со земјоделие. Тутун, нешто. Даскалот твој, како се викаш, како што го прашувам твој соселанец? Исто Горијан Нечовски. Што ти одеше повеќе? Математика, македонски, ликовно, Да физичко? ви кажам отворено, математика да ми одеше повеќе. Све ми одеше, али математиката. Колку бевте ученици? Па ученици од прво до четврто над 60 ученици. А во одделението твое? Одделението над 5-16 ученици сигурно. Може ли да се сетиш како ти се викаше другарчето што седеше на клупата? На која клупа седеше? На прва, на трета? Па моето другарче мислам дека Борче Трајчевски се прозиваше, со него на една клупа седевме. Ама која клупа, втора, трета? Така. Од четото одделение каде, од осмо одделение, каде одевте? Потоа одевме Вирово, е оддалечено 7 километри. И пешки? Пешки одевме. По 7 километри еден правец, 7 назад, 14 километри секој дневно. Почитувани мои, додека со мојот поглед, така да речам, ја разгледував панорамата на средновековното манастриче Свети Атанасиј Мираклиски во селото Боишта, околу нас се собра и други мештани од ова село, кои налик на она што претходно ми го кажа и тие ми велеа. Зоране, редно е да си дојдеш и ти дома. Ајде со нас, како наште е сапиме, како домороден да си во селово, добре дојде во манастричево наше, да направиш едно убо слико, ама се да снимиш, се да бележиш, да се види, да видат сите, кои сме, што сме, од кај сме и да види цел свет, какви домајкини сме, како по старо време, така и до ден денешен, овдека кај нас во манастричево, во нашево село, селото Боишта, ми велеа. Почитувани мои, пред да го погледнете видеозаписот како мештаните од селото Боишта ја празнуваа славата посветена на Свети Атанасиј Александревски, меѓу народот попознат како Атанасиј Зимен, предлагам
Дел од мноштвата приказни што ми ги раскажа Благојке Трајчевски неговите соселани за нивното село Боишта, да ги проследите во продолжение на оваа репортажа. Боишта е планинско село сместено близу изворите на Боишка река, близу местото каде што се сретнуваат Плакенска и Илинска планина. Боишта го зафаќа западниот дел на општината Демир Хисар. На север се граничи со Церово и Лесково, на исток со Стругово, на југ со Обедник и Смилево и на исток со селото Лева река од општина Ресен. Од градот Демир Хисар оддалечено е 20 километри, а исто толку и од градот Кичево. Боишта во 70-тите години на 20 век беше едно од меѓу најбројните пожители села во Демирхисарско. Во периодот од 1950-та па се до 1952 година селото било дел од некогашната општина Вирово, во која влегувале селата Боиште, Вирово, Лесково и Церово. Во периодот од 1952 и 1955 година селото беше во рамките на тогашната општина Смилево, во која покрај селото Боишта се наоѓале и селата Обедник и Смилево, а од 1955 година па се до 1996 година припаѓа на општината Демир Хисар, а од 1996 година па се до 2004 година припаѓа на општината Сапотница, а по оваа година повторно е во составот на општината Демирхисар. Селска слава на селото му е Ѓурѓовден. Селото има две цркви, црквата Свети Ѓорѓија и црквата Света Петка и манастирот Свети Атанасије. Окото на секој добронамерник праќајќи го својот поглед во правец на селото Боишта, сместено меѓу изворите на Боишка река, близу местото каде се сретнуваат Плакенска и Илинска планина, не може а да не го забележи манастирскиот комплекс Свети Атанасије Александрски, кој раскошно блескотеше по зраците на зимското боишко сонце. Уште и сутрината, како бисер гердан, се зареди долга колона на разнолики возила и врв улица народ во правец на манастирот. Манастирскиот двор набрзо се наполни со народ. За спасение на нашите души, да се помолиме на Господа. Господи Почитувани мои, пред да ви пренесам дел од историјатот на вообновениот манастир, манастирот Свети Атанасиј Александрски, кој се наоѓа на 20 километри северозападно од градот Демирхисар, на 2-3 километри пред влезот на селото Боишта и од утринското богослужение и свештеничкиот благослов на ручекот, кој во чест на Свети Атанасиј Александрски манастирскиот одбор го приредува во присуство на многобројниот соборски народ, предлагам да ве запознам со историографските записи со кои располагам, копајќи низ архивите ширум балканскиве простори во изминатиот период за Свети Атанасиј Александрски. Свети Атанасиј Александрски се родил во Александрија во 296 година. Од детството бил наклонет кон духовниот призив. Откако го завршил своето образование, епископот Александар го прифатил како свое духовно чедо и го поставил и за свој ѓакон и истиот го придржувал на првиот Вселенски собор во Никеја,
каде биле разрешени редица на црковни проблеми, како што се определувањето на датата за славење на Великден, действијата против Милети или Поколски и действијата против Арии, во кој се ставил како водич против аријанството. Свети Атанасий Александрийски го напишал символот на верата, кој на соборот бил усвоен. Во 326 година, кога починал епископот Александар, Атанасий бил избран на неговото место. По смртта на Александар, свети Атанасий бил избран за архиепископ на Александрија. Во архиепископски чин останал над 40 на години, иако не бил цело време на архиепископскиот престол. Во текот на своето делување неколку пати бил прогонуван од страна на римските цареви Констанцин, Јулијан и Валент, како и од архиепископот Евсевиј Никобидиски. Непријателите на свети Атанасий, аријаните, покренале обвинение против него за наводно користолюбие и грубости над клириците. Поради тоа бил свикан собор во Трир, кој, независно од изложените докази во прилог на невиноста на архиепископот на Александрија, сепак го осудил. Откако видел дека на тој начин нема да ја добие правдата, свети Атанасий се сретнал во Цариград со императорот Константин Велики и му ја представил вистината. Императорот ги повикал учесниците на Трирскиот собир повторно да го разгледаат делото, но непријателите на свети Атанасий успеале да го измамат императорот со нова клевета. Гледајќи дека не може да ги помири Атанасий и неговите противници, а плашејќи се од бунт во Александрија, императорот решил да го жртвува нејзиниот архиепископ и да го испрати на заточение во Галија. Таму свети Атанасије поминал 2 години. По смртта на Константин Велики, неговите наследници со указ го вратили за епископ на Александрија. Тоа дало нов повод на непријателите на Атанасий да го прогласат за незаконски епископ, веќе врз основа на тоа што бил вратен на катедрата од световната власт. Од вкупно 47 години епископско служење, тој 15 години поминал во проgonство. Уште во своите први дела, Слово кон паганите, Слово за воплотувањето на Бог и Слово и за неговото јавување меѓу нас, била посочена главната тема за неговото богословие. Основни негови догматски дела се 4 слова против аријаните, посветени на потврдувањето на божественоста на Спасителот. Нему му го препишуваат и житието на Свет Антони, како и многу трактати, коментари на Светото Писмо, книги со наравоучителен карактер и проповеди. Во 373 година починал во Александрија на 76 годишна возраст. Постоењето на овие светилишта, на овие храмови, на овие простори сведочи за вековната желба и стремеж на македонскиот народ за зачувување на духот на христијанството. Доаѓањето во овие светилишта, во овие храмови, на некој начин значи и духовно збогатување на населението, односно би кажал дека тоа на некој начин е допирање на душата и доживување на загадочната убавина на духот со самото доаѓање во овие објекти. Се разбира дека репутацијата на овие храмови, на овие духовни светилишта не би била толку голема, доколку во овие не се наоѓаат фреските кои што на прв поглед ве освојуваат со својата убавина и со духовност со која зрачат. Сакам да кажам дека секогаш кога зборуваме за духот, за божественоста, посакуваме да ја доживееме манастирската тишина и спокојството. И од тие причини, туристите кои што бараат духовност, практично бараат убави пејсажи и опуштена природа. А токму овие манастирски комплекси се градени во таква природа и во планински пазови.
би рекол една друга работа. Денес кога со светската економска криза бројот на туристите од сите сфери на туризмот на некој начин е намален, статистиките покажуваат дека овој така наречен верски туризам бележи раст. И денес имаме информација дека некаде околу 20% од вкупниот број на туристи во светот му припаѓаат на овој туризам, а тоа е некаде околу 200 милиони туристи. Да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност, се молиме на Господа. Почитувани мои, Бога ми, мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Боишта на црковната слава посветена на Свети Атанасија Александрийски, чие име со векови го носи и нивната многовековна манастирска црква, и јас да бидам дел од сенародната веселба, која со векови се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација. Предлагам дело до ова духовно празнување да проследите во продолжение на оваа репортажа. Зашто на тебе ти прилега секоја слава, чест и поклонување на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Кај да Грлото ми е суво, не може. неќе може да ја помине. Ја ќе се стора славење и пак кај тебе ќе дојдам. Река ќе преплива, кај тебе ќе дојдам, вечно твоја ќе видам. Река ќе преплива, кај тебе ќе дојдам, вечно твоја ќе видам. Постоењето на овој манастир се протега наназад во времето со векови. Некои околности укажуваат дека просторот каде што денеска се наоѓа манастирскава црква, посветена на Свети Атанасија Александрийски, се наоѓал ранохристијански црковен комплекс со профилна и сакрална градба од 5 или 6 век, покриен со пластови земја, со надеж дека меѓу помладите од ова село, по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата и археологијата, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да го доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи го од неправедната правда заборавот. Првпат овој духовен храм во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се споменува во мноштвата црковни повелби житија кои датираат од првата деценија на 10 век и црковните записи кои датираат од византискиот период, каде што овој манастирски комплекс е меток на Слепченскиот манастир, во средновековните црковни повелби на кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, царот Стефан Душан, кралот Стефан Урош V Несилниот, македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин и македонскиот властелин кралот Марко. И самите себе еден друг и си од наш живот, на Христа Бога да го предадеме. Зашто Твоја е власта и Твое царството и силата и Пишани историографски документи за постоењето на овој духовен храм се содржат во пописните отомански дефтери, и тоа Отоманскиот дефтер од 1438 година, пописниот дефтер од 1443 година, пописниот отомански дефтер од 1468 година.
Во пописниот омански дефтер број 44 од 1467 и 1468 година е запишена неговата реобнова, додека во томасиот дефтер од 1568 година и 1569 година, кој се однесува за период од 100 години, е забележано дека во ова време деловно се обновени и други припратни манастирски објекти, а во томаскиот пописен документ од 1626 и 1627 година е забележено дека во ова време е повторно развршен. Денешната манастирска црква посветена на Свети Атанасий, според некои извори, е вообновена во 1871 година, а според други во 1875 година. Манастирската црква представувала впечатлива еднокоравна градба, чиј манастирски двор бил заграден со долга камена авлија, одделкан доломитен камен, со влезна порта од јужната страна. Во манастирскиот двор во правец, северо-исток, се наоѓале некогашните распослани во 2-3 редици родовски трпези, кои порано се користиле за празникот Свети Атанасие, а западно од манастирскиот храм во стари темели високо кон небеските синила се издигала црковната камбанарија. Оваа прилика на овој денешен ден, кога се наоѓаме во еден прекрасен православен христијански храм, би сакал да споменам дека ние, како држава Македонија, сме мали, да речам мала држава по територија, меѓутоа имаме толку многу светилишта кои што по својата убавина и по својата уметност, по својата архитектура се ненадминати и по кои што светот нас не препознава. И тие светилишта се дел од нашата духовна и национална генеза. Тие ја символизираат нашата самобитност и нашиот национален и нашиот, да речам, духовен идентитет. Јас во оваа прилика сакам да кажам дека овие манастири, овие светилишта всушност едно културно и историско непроценлива вредност за Република Македонија, односно културно, историски и духовни вредности за ова наше македонско поднебие. Фрескостикарството во овие свети храмови представува импозантен споменик за нашата средновековна култура. Значи, сакам да кажам дека во овој крај, овде, иако ова е мал, но духовно богат простор, има многу вакви храмови кои што духовно го потхранувале овој македонски народ и на некој начин можам да кажам дека представувале сидро за овој македонски народ, кој со текот на историјата, низ многу векови и покрај многобројните премрежија и проблеми на кои што најдувал, обстанал на овие простори, го задржал својот идентитет, својата култура, своите обичаи, навики, традиција и така натаму. Меѓутоа, за ова морам да кажам што успеал овој наш македонски народ низ овие векови да опстане и да се одржи на овие простори. Заслужни се во секој случај и свештениците кои што служеле во овие свети храмови овдека. Меѓутоа, не е побала заслугата ниту на градителите кои што ги изградиле овие свети храмови и чие што дело е трајно вградено, значи, во овие светилишта. И благодарение на тие, значи, знајни и незнајни градители се изградени многу вакви сакрални објекти и култот кон таквите објекти никогаш всушност и не престанал и не прекинал во овие простори. Небото беше ведро, времето релативно топло, иако зимско. Токму прилагодено за окото на мојата камера да го долови секој празличен детал. Почитувани мои, предлагам дел од ова духовно празнување да последите повторно во оваа репортажа. Твоето име? Димитар. Од каде си? Слепче. Од Слепче? Кој е по ово место, Слепче или Боишта? Слепче секојаш. Ти, момче? Исто Слепче. Од Слепче, а? Од најубавото село Македонија? Така е, така е. Баби и дедо
се од боиште. Од боиште? Така, јас сум представник дојдена од денеска на Марковци. Така. И секоја година си идиме тука. Како се викаше дедот и бабата? Драгица и Драган Марковски. Така. Драгица од Бошковци, Така. а Драган Марковци од Белјановци. Ти се радува ли душата што е овдека сега со Свети Атанасија си дојде во родното село на дедот и на бабата? Така. Која порака ќе ги пратиш на твоите другари, пријатели во градот кој ќе се вратиш вечер? Па, јас би сакала секоја година да ја тераме традицијата. Никогаш да не се откажуваме. Ајде. И секогаш се враќаме во родното место. Мотивацијата да бидеш председател на месна заедница, дали е тешка или неблагодарна работа? Мотивацијата, сакаме да си го зачуваме селото, да си го задржиме манастирот, да го одржиме, да го доизградиме. Иначе работата е тешка. Треба организација, треба луѓе, барање, средства барање, како што гледате. И манастирот, и тремот, и кујната се не е во изградба. Така да, тешка е работата, ама... Меѓутоа, сподамо со Господ напред. Хвала му на Господ, ќе издржиме, ќе се среди. Што години имаш? 78. Так. Како ти од тату никако се викаше? Ѓорѓе. Мајка ти? Ленка. Од кое место беше мајка ти? Мајка ми беше Смилевка. Смилевка? Од кај Дамјан Груев? Кромедаров. Така. Лукарна. Вие сте од Смилево, новиот кум, така? Новиот кум ми е чест и задоволство што ми овозможија мештаните, председателството. Му благодарам од срце и се надевам дека во иднина ќе се работуваме. Планирам тука и да градам ловен дом во ова село и да одиме напред. Еден голем поздрав до нашите македонци во Австралија, Америка, Канада, во Европа, во Азија. Ви благодариме. Да живеат Македонија. Момче ти? Исто новиот кум. Се радуваш ли овој кога што си посака во моментот кога овој ќе ете припатија мештаните да бидиш кум до година? Желба имав и од претходните години, така ова година ми се исполни таа желба да бидам кум. И заедно со сите тука ќе се трудиме да го изградиме, да постигнеме што можеме повеќе. Исто ако може само да наполниме, да наполниме во кујната, вратата и прозорецот ги донираше новиот кум. Не мора. Сакаше човекот, сакаше да. Не мора тоа да биде. Благодариме многу. Еве, овдека се наоѓаме во манастирот Свети Атанасија. Ајде малку за историјата на манастирот. Овака, манастирот е изграден уште одамна, уште од среден век. Значи, манастирот беше на времето само со камен зидан и не беше покриен. Значи, тоа го знаат и по старите мештани. А во 2010 година со Амин на Ило Ѓуровски, од фамилијата Ѓуровци и Цветковци,
потикне идеја за да се манастирот обнови. Со дозвола од митрополија се дозволи и еве на истите темели, кој што беше старото манастирче, го изградивме овој манастир. Вие овде во селото имате една убава црква. Да, имате црквата Свети Ѓорѓе. И уште да имате Света Петка. Ја влегов горе во црквата Свети Ѓорѓе, стара црква од средновековието. Да. Меѓутоа, дали имате побарано од државата таа црква да се задржи, да се реставрира, пошто црквите во Македонија и манастирите се историја на македонскиот народ? Не сме побарале да се реставрираат, меѓутоа реновирана е пред неколку години. Значи кровот е реновиран комплетно. А внатре фреските се оштетени и не сме побарале никој да се обноват. Туку вака едно би рекол, нека денот за години, до година побројни и селото Боишта, револуционарното селото Боишта, до година да биде живо и да влеземе во селото и да видиме под овие наши млади да се враќаат. Една порака до сите наши македонци. Нека ни е здрава, жива Македонија. Почитувани мои, предлагам дел од ова духовно празнување да последите повторно во оваа репортажа. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Боишта во слава на манастирската слава Свети Афанасий Александрски и јас да бидам дел од сенародната веселба која се овекови ќе пренесува од колено на колено, од генерација на генерација. Предлагам дел од ова духовно празнување да последите во продолжение на оваа репортажа. Од кај близу изворите на Боишка река, близу местото каде се сретнуваат Плакенска и Илинска планина, сонцето срамежливо џиркаше, навестувајќи ја приклучерината. На мојот престол во селото Боишта му се ближеше крајот. Не му се напушташе селото, но морам да се заминам, затоа што ме чека и другите села низ Димитисарската регија и нив да ги посетам, за нив да направам нов документарен запис, со едно ветување дека пак ќе дојдам во селото Боишта, само Господ живот и здравие на сите нам да ни даде.